До крајот на септември населеното место Сушево ќе добие регулирано речно корито, улица од 1200 метри со пешачка патека која ќе биде осветлена и мост на Сушевскиот порој, за што ќе се инвестираат 37 милиони денари. Тендерите се завршени, изведувачите ги почнаа градежните активности. Ова го потврди градоначалникот на Василево Ванчо Стојанов, кој се интересираше како напредуваат работите за регулација на Сушевскиот порој, кој беше однесен од поплавите пред 4 години. Оно што го најав и на самите граѓани од населено место Сушево на неоддавнешните средби е дека до нивниот празник, односно до празникот Богородица, сите тие градежни активности ќе бидат завршени и дај Боже оваа година, ако не послужат временските услови за оваа градежна сезона, за празникот Богородица, оваа населено место ќе ги добие сите тие 3 најавени проекти кои треба да бидат реализирани во текот на оваа година и јас мислам дека во тоа ќе успееме, бидејќи веќе гледам дека околу 60-70% од градежните активности на уредувањето на поројот се завршени, а потоа интензивно се продолжува и на уредувањето на улицата. Сушевчани сметат дека ова што се прави е во интерес и подигнување на квалитетот на животот во оваа село. Добра работа, многу фино, многу фино. Само не може да се погаде на народот таа работа. Многу убава работа. Мислите дека ќе нема сега поплави со регулацијата? Белки ќе нема. Мислам дека ќе нема. Да, мислам дека ќе се реши проблемот за регулација на Сушевски порој. И мислам дека е добро тоа. Градоначалник Стојанов подлече дека до празникот на селото Света Богородица сите 3 проекти ќе бидат реализирани, а во тек е постапката и за изградба на пристапен пат. А она што треба да го најавиме и да го знаат граѓаните на Сушево, дека во тек е постапката за избор на изведувачи за изготвување на техничка документација за пристапен пат за населено место Сушево, што значи целиот пат од магистралниот пат од село Владевци до центарот на село Сушево ќе биде повторно целосно реконструиран. Сушево пред 4 години речиси беше однесено од надојдените води по поројните дождови. Во ова село имаше намногу штети во инфраструктурата.